Добар ден, започнуваме со најавените содржини. Батериска лампа в джеп за сите оние кои навечер ќе се движат по улицата Прва македонска ударна бригада. Овој дел од градот е потонат во мрак бидејќи не работи уличното осветлување. Граѓаните се жалат, а од Фондот за комунален развој велат дека работат на случајот. Граѓаните кои живеат на дел од улицата Прва македонска ударна бригада, пред да излезат навечер надвор од своите домови, обавезно си земат батериска лампа. Оваа сообраќајница е опасна по живот бидејќи по неа се движат голем број возила, нема тротоар, а нема и улично осветлување. Ако жителите сами не си го осветлат патот, не им се гледа прст пред око. Неколкуте бандери на кои се поставени светилките кои се брегорени се дополнителен проблем бидејќи се наоѓаат на самиот коловоз. И учениците кои учат во основното училиште Христо Узунов, кога се попладне на школо, мора дома да си одат во темница. Граѓаните мака мачат со овој долгогодишен проблем. Во секој случај во улицава кај што живеам јас, значи на улица Дебарца, еден крак немат, значи осветлување. Внучињава мои кои доаѓаат тука во Христо Узунов, до сега не се пожалени. Темно е. Децава врват тука, еве ученици одат тука долу. Немат светло. Никој не води сметка. Некаде се имате пожалено? Како неколку пати дистрибуција име таму долу. Ќе биде, идат, прајат, исклучујат, пак уклучујат. Тоа ти е. А трансформаторот е до нас тука. Жителите од Прва македонска ударна бригада велат дека повеќе пати се обратиле до локалната самоуправа, но досега нема никаков епилог. Од локалната признаваат дека имаат поплаки за уличното осветлување во овој дел на градот. Одговорот од таму и за овој комунален проблем сувопарен и неконкретен. Од Фондот за комунален развој велат дека уличното осветлување се менува со зацатаната динамика. На оваа улица конкретно веќе дел од уличното осветлување било променето, а дел ќе се менува во периодот што следува. Ова не е единствен проблем од ваков вид. Улично осветлување нема или има само делумно и низ другите делови на градот. Се жалат и жителите на булевар Туристичка дека повеќето светилки не светат. Слабо е осветлен и делот кај историски архив и долж улицата Богомилска. Од локалната апелира до граѓаните кои имаат проблеми со уличното осветлување да достават писмено или усмено барање до надлежните служби во секторот за комунален развој, во кое ќе го наведат бројот на сијаличното место. Дел од документацијата од специјалната детска болница после 7 години од затворањето на установата пренесени на чување во болницата Свети Еразмо, која е нејзин правен наследник. Документацијата од некогашната специјална детска болница од пред 3 месеци се наоѓа во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо. После неколкуте прилози на ТВМ за состојбата во која се наоѓа документацијата и самиот објект на оваа болница, надлежните од Државниот архив на Република Македонија подрачна единица Охрид презеле мерки за средување на архивската граѓа која цели 6 години лежеше расфрлана по подовите на овој руиниран објект. Раководителот Илинка Јанева кажа дека најшле на големо разбирање од страна на директора на болницата Свети Еразмо Митко Тилев. Веднаш за најкраток период формира комисија, ги собра луѓето и со наши стручни работници отидовме во детската болница. Но таму видовме хаос. Руинирано. Па подземни тунели, па ги најдовме луѓето што не успеале да избегат, ги украле, што уште крадеа таму. И се договоривме потполно документацијата да се собери и да се пренеси во посебна просторија во специјалната болница за Свети Еразмо, за ортопедија и травматологија. Тоа е направено. Јанева нагласи дека физичката заштита на објектот заедно со се што е внатре во него е работа на надлежните органи. Не можев да ја гледам таа слика. Како можеше толку многу да се ископа подземни тунели, како можеше толку да се руинира зградата. А таа беше една прекрасна зграда, прекрасни простори и, што е многу важно, таму вработените во архивата и администрација беа одговорни и редовно си доставуваа податоци кај нас за граѓата од трајна вредност и за документарниот материјал со рокови на нивно чување.
Според Јанева, ниту една институција не треба да носи одговорност за состојбата во која се наоѓаше документацијата од затворањето на болницата во 2007 година до денес. Јанева признава дека бил направен, како што рече, еден мал пропуст, односно не била испочитувана законската обврска на имателот на документацијата, истата да ја транспортира во архивот. А за тоа што понатаму се случувало во објектот на поранешната детска болница, виновни биле несовесните граѓани кои провалувале, кршеле и руинирале, додава Јанева. Општина Охрид отвори телефонска линија и електронска адреса за анонимно пријавување на мито и корупција. Од локалната велат дека целта е да се подобри ефикасноста и одговорноста на општинската администрација. Граѓаните можат да пријавуваат мито и корупција на телефонскиот број 046 262 469 или можат да поднесат анонимна пријава по електронски пат преку веб страната на Општина Охрид или со испраќање имејл на адресата prijavikorupcija@ohrid.gov.mk. Охрид прераснува во главен центар на најзначајните спортски настани во земјава, вели директорот на јавното претпријатие Билјанини извори Ристе Мишев. Викендов Охрид е домаќин на финалните средби во ракометниот куп на Македонија, а значајни спортски манифестации ќе се случуваат и во иднина, велат од претпријатието. Организирањето на завршницата од кошаркарскиот куп на Македонија, гимназијадата 2014, како и престојните финални средби во ракометниот куп на Македонија, само предвестник на многуте значајни спортски манифестации кои ќе се случуваат во Охрид во наредниот период. Директорот на јавното претпријатие Билјанини извори Ристе Мишев вели дека сите овие спортски настани ставаат до знаење дека Охрид полека станува центар на најзначајните спортски манифестации во земјава. Тој со особена гордост го истакна одигрувањето на полуфиналните средби, но и големото финале во ракометниот куп на Македонија, во кој охриѓани ќе можат да уживаат во врвен ракомет со светски познати ѕвезди. Најави и бројни други спортски манифестации. Во летниот период имаме два големи спортски настани, значи од 10 до 18 јули машката кошаркарска репрезентација има турнир со 4 меѓународен турнир, каде што ќе учествуваат Белорусија, Австрија и Грузија, а од 18 јули до 2 август се одржува светското женско кадетско првенство во ракомет. Во моментов, во и околу спортската арена Билјанини извори, течат и активностите околу уредување на салата пред се за престојните спортски настани, но Мишев вели дека со поставувањето на новите кошеви на околните објекти и особено изградбата на фудбалското игралиште со вештачка трева, во голема мера ќе придонесат и за промоција на спортскиот туризам. За ова фудбалско игралиште, Мишев рече дека за скоро ќе биде готово. Да, ќе биде отворен, ќе може да користат и екипите кои ќе доаѓаат на припреми во зимскиот период, ќе можат и фудбалските школи и другите фудбалски екипи ќе можат да користат. И овде би изгразил една голема благодарност исто до Фудбалската федерација на Македонија за донацијата на вештачката трева и на локалната самоуправа, која што е одговорна за подготвување на подземната инфраструктура. Се надеваме дека до почетокот на јули треба да биде. Инаку за охридската јавност, која се интересира за ракометниот спектакл кој треба да се случи овој викенд, полуфиналните средби помеѓу Вардари Тинекс Пролет и Металург Зомимак ќе се одиграат во сабота 17 мај со почеток во 15 и 17 часот и 45 минути, додека големото ракометно финале ќе се случи во недела со почеток во 17 часот и 45 минути. Тоа беше се во првиот дневник. Ви благодарам на довербата. Пријатно!